Строгата контрола на граничните премини и селекцијата на мигрантите го активираа бизнисот на криумчарите. Повторно се отвораат илегалните премини за влез во Македонија. 2 месеца по затворањето на границите за така наречените економски мигранти. Пограничните села во Гевгелиско се полнат со илегални мигранти од каде се организира нивниот пат до Западна Европа. Населеното место Богородица е на само 200 метри од официјалниот граничен премин, каде има 24-часовно обезбедување. Но мештаните коментираат дека ноќта има врвулица од луѓе кои пристигнуваат од Грција. Минат. Патуват? Од тука сум. Да. Многу ли има? Има доста. Колку отприлика на ден поминуваат? Па јас една ден сум видел 30 човека од тука замина нагоре. Влегуваат ли во селото? Бараат ли нешто? Па покупување за храна. Преку 2-3 дена. Па тај, бегат и бркат спас, да спасаш душа. Так. Знаат ли да контактираат некојаш, прашуваат ли нешто да ги Па интересира? прашува за железничка кај е. И тоа е. Аутопат, железничка, тоа е. Така се упатани од некои друзи и така. Поминуват. Некне од тука па надолу, не знаат од дека да бъдат. Колку гледате на ден? Ретко некој ден врват, некој ден не врват. Најбројни се илегалните преминувања кај селата Богородица и Моин, но и по течението на реката Вардар, каде секојдневно има оштетување на оградата, коментираат полицајците кои патролираат долж границата. Сметаат дека мешаните контроли со македонски и странски полицајци се ефикасни. Не е возможно целосно спречување на илегалните преминувања, но нивниот број сепак е ограничен, сметаат надлежните. Немаме баш доволно, пошто тоа не е проблем само на нашата држава, проблем на цела Европа. И како држава, ја мислам, мој мислење дека не можеме да ги поднесеме сите тие и човечки ресурси и трошкови што следат со тоа, така да не би можеле. Значи, со помош од Европа би се решило на некој начин. Без помош нивна никако. Во периодот од 28 ноември до денес, мешаните патроли имале 20 интервенции во кои се фатени илегални мигранти. Речиси половина од нив биле на македонско-српски полициски патроли.